некој ќе мисли дека можеби намерно сме чекале ваков момент, ама не е вистина. Кој што сака нека мисли има само една вистина. Ние не чекавме Маркез да победи. За да се вратиме Да. назад. Под покровителство на Малиот принц се враќаме назад на YouTube затоа што имаме Back to MotoGP програма. Да се вратиме на во школските клупи, да. Ниџо го искористи летниот распуст, го искористивме заедно летниот распуст за да си даеме простор себе си да оддишеме малку и покрај тоа што возбудување имаше многу, но еве сме назад во нашиот стандарден формат со ненаместен кревет позади, односно не покрен кревет позади, на плава и розова позадина, онаму каде што ги оставивме нашите драги гледачи пред 2 и кусур месеци, памтиш кога последен пат снимавме? Па има таму пред 1 јули последен пат, да. Така? Да. Машала. Од кај ќе почнеме, Ниџо? Од најтазето па наназад нешто ќе се навраќаме или ќе гледаме што беше најмаркантно изминатите 2 месеци што пропуштивме? Па да, најдобро од најтазе трката да се вратиме па наназад и тоа не многу затоа што има многу за враќање, да не им бидеме досадни на луѓето. Исто како што и првачињата тргна прв пат во школа, еве се потсети Маркез како е во да онаа трема позитивна да ја почувствуваш кога нешто ти се случува убаво и така натаму. Па еве ние стартуваме заедно со него и така испадна. Некој ќе мисли дека можеби намерно сме чекале ваков момент, ама не е вистина. Кој што сака нека мисли има само една вистина. Ние не чекавме Маркез да победи. За да се вратиме назад. Да се извиниме можда малце овакво што толку време не немаше, ама сепак летно време, одмори, време на одмори и така натаму тешко беше малце за тајминг да се најде соодветен, да. Маркез вети на почетокот или некаде на малце после самиот почеток на сезоната кога веќе влезе во надпревар и кога знаеше на што вози, на што седи, вети дека ќе дојде на подобрата позиција, вети дека ќе оствари прво место и покрај толкуте втори места, како да знаеше дека Арагон апсолутно никој ништо не му може, а? Се чини дека тотално знаеше за што се спрема и одеше во таа насока и градеше атмосфера, немаше неколку падови, незавршени саботи и така натаму. Меѓутоа си дојде Арагон, си издоминира од почеток до крај, си отиде и чао пријат. Па не му иде баш лесно оваа победа. Така звучи баш како што кажа, да едноставно си ги чекаше своите 5 минути, ама факт е дека имаше многу претходни шанси каде што едноставно коцките не се поклопува и колку и да мислевме, јас барем лично мислев дека она поланското потпишување за Дукати дека ќе дојде и ќе растури све поред, дека ќе ги освои сите рекорди, сепак и разликата помеѓу моторите што некој не сака да ја признае, GP23 и 24, знаеме кај се другите 23 GP23. Марко Безеки дека лани ако беше еден од како се вика учесниците за освојување на титула, сега не може да заврши ни во топ 10 едва завршува. Диџија дури се наметнува како подобар во тимот, затоа и го добива наредна година и новиот мотор. Сепак Маркез беше единствениот што вадеше максимум од овој мотор кој што не му лежи таа нова задна гума на Мишелин, дефинитивно не е конструиран едноставно за таа нова задна гума на Мишелин која што нуди многу повеќе грип. Тоа е небо и земја разлика и он успеа, особено на оваа трка каде што беа толку лоши условите на патеката, толку прљав дел на 90% од патеката беше прљава, само имаше една 10 сантима чиста трака на која што можеше да се вози како што треба. Во тие услови, не знам зашто, ама баш Маркез победи со така солидна разлика.
Па во тие услови баш Мартинин и Акоста беа меѓу најдобрите, па дури и Квартараро во саботата беше фантастичен, кој што маестрално ја довлечка таа плава, да не кажам канта, до позиција која што не е место очигледно сега во моментот. Значи, излегува на површина квалитети на возачи дефинитивно на оваа трка. Пред неколку часа, преди да се договориме дека денес ќе снимаме, ми пролета низ глава една теорија на заговор. Не знам, не сум читал денеска ништо буквално по медиумите, освен пар изјави на возачиве после инцидентот за кој што ќе дискутираме малце наскоро, малце подоцна. Конспиративната теорија вика трка домашна на браќата Маркес, Шпанија, тројца шпанци на подиум, Пеко на стартот на двете трки се пролизгува, значи никој не му го чисти местото за стартување. Колку мислиш дека е веројатно дека шпанците намерно го правеа сето тоа? Затоа што знаеа дека им одговара на шпанските возачи. Пошто индикативно беше дека шпанците издоминираа, така? Ајде ке речеш добро домашна патека и така натаму. Меѓутоа сите овие други ситници околу, зошто не беше изчистена патеката? Мислам, по која логика тоа можеше организаторот да се извлече да биде тоа така? Па, сега колку имаме информации за да овакво да ги тумачиме овие теории на заговор, ама јас мислам дека ќе се во Мизано веќе за 2 недели ќе се вратат работите на место затоа што таму па италијанска патека. На која што се таму италијанците ќе ги наместат шпанците, сакаш да кажеш, сега, или таму се навикнати да возат, тоа е нормално, да имавме можеби у Кичево една трка, може некој наш возач ќе освоеше. Значи, проблемот со новиот асфалт, надополнет со две вечери поред врнење дожд, кој што ја испра гумираната подлога од нанесувањето на гуми, нели, при секој круг, донесе и прашина, затоа што Арагон е сместен во едно песокливо место, едно пустиња, да кажам, во Европа, и многу е лесно, нешто налик на Тајланд, значи, каде што исто така има многу тесна линија на движење, на тркање, значи, малце излезеш лево или десно и веќе си во проблеми. Сега во такви услови, веројатно некој што има помалце да изгуби во целата приказна ќе ризикува повеќе. Дефинитивно Маркес тука нема што да изгуби, ајде, пак е во математичка борба за титула, меѓутоа пред се он сакаше да го скрши ледот. Ова е буквално тоа беше овој викенд за него, кршење на ледот, да се потсети на што се способен и зашто сите оние жртви и 4-5 операции ги направи во изминатиот период, се здроби од паѓање со Хонда пред да замине од таму, значи помина низ пеколот и назад и се врати кај што му е местото, кај што знаевме сите дека му е местото. Сега нека му мислат другите зашто им била прљава стазата и така натаму, а на него не му била прљава стазата. Види, значи има еден друг момент. Океј, прљава стаза на патека и тоа е фер да се буниш, да ја плачеш, да реагираш и така натаму. Меѓутоа во петок, во сабота нема врска прљава стаза, значи имаш идеална линија, не е дека ти возиш нека друга линија, се да бидеме искрени. Меѓутоа од сам петок јас кога го видов вториот тренинг во петок, кога видов времињата во вториот тренинг во петок, беше јасно дека нас ни предстои еден условно речено ужасно досаден викенд, затоа што толку големи разлики помеѓу возачите од прво до пето место, ја мислам дека немаме со години гледано, не е оваа година, не минатата година. Него со години немаме гледано, ние имаш тројца или четворица возачи кои што се во 2 секунди размак и после тоа следуваат сите, а од први до пети до 10 па имаш 2 или 3 4-5 секунди некојаш разлика. Што е во суштина екстремно многу во денешни услови, особено кога знаеш дека возиш во ера на Бањаја и на Мартин кои што држат темпо невидено добро и кои што еден од клучните моменти е да можеш да држиш темпо. И ти кога темпото ти е толку многу поспоро, колку сакаш ти да промениш сетап за во трка за едно за друго, значи 80-тинки во нели од темпо ти не можеш да нема шанси никако да ги надополниш. Дори ја мислам дека Маркез калкулираше дека можеше и многу побрзо да извозите и едноставно немаше потреба. Си темпираше. Не беше предизвикан, во ниеден момент не беше предизвикан за да покаже вистинско темпо, тоа е факт. Не само тоа, него као времето ќе паднеш од 5 на 4, па ќе се вратеше пак на 5, па 5 и нешто, онакако буквално те поигруваше ме свегаш. Мислам,
Мартин можеби не притискаше нешто екстремно многу, меѓутоа не е дека и не сакаше да го стигне, пошто релативно блиску му беше, за 5 секунди не е блиску, ама можеше да го гледа на моменти, ме сваѓаш. Мартин убаво кажа уште во саботата дека он не се трка со Маркес на оваа трка, него со Пеко Бања. Значи, јас не верувам дека и да беше блиску до стигање на Маркес, дека он ќе проба нешто екстремно, затоа што знае дека Маркес иде на победа, дека не Да. го занима ништо друго, а овој паметно некако ги собира бодовите. Значи, во двете трки подиумот беше исти, идентичен. Маркес, Мартин, Коста, со тоа што во втората трка немаше да биде така ако не се случеше овој инцидент. Да. Арно, она разликата во размакот помеѓу надпреварувачите, мислам дека се должеше и на покрај тоа што очигледно талентот и познавањето на патеката, еволуција на стаза. Значи, тука се поклопија доста работи. Педро Акоста имаше среќа во несреќа да не се квалификува директно во Q2, и во Q1 имаше шанса да ја извози онаа патека, значи во тие услови да научи кога и каде треба да извози како што треба. Значи тоа се прашање на неверојатни детаљи. И за тоа беше единствениот што му парираше под услови, условно кажано на Маркез. Значи заврши 80-тинки позади Маркез, али сите други дополнителни разлики има односно нив двајца. И Маркез е мајстор своевремено, памтиме во оние мешани услови, кога имаше мокра стаза па се суши стазата, покрај Джек Милер, он правеше чуда во квалификации, знаеше да падне од мотор, па да се качи и во еден круг да успее да ги загре гумите и да направи најбрз круг. Значи, познати се многу квалификации од негова страна, такви маестрални. Не знам, мене ми беше очекувано до сега, меѓутоа сепак ќе ги ставам оние недостатоци на овој мотор како оправдување, кој што сака нека каже го браниме, не го браниме, човекот нема ние ништо да го браниме, ништо да фалиме, самиот си се брани и си се фали на патеката. Сепак мислам дека конечно се поклопија сите коцки, оној Френки Каршеди, неговиот инженер, немаше крв у него, дека гледаше последните кругови како се возат да не се деси нешто непредвидено, пошто мислам дека човекот живееше за оваа победа. Види, јас мислам дека зимоска, за ова зимо што ни доаѓа, кога ќе заврши оваа сезона, Дорна, MotoGP, FIA, кои да е спонзори Red Bull, мора да искешираат огромни пари да снимат документарец за Гресини. Значи, само за тимот, што ќе, веројатно има некој еден куп тимова снимки кои што го следат тимот сега, меѓутоа да направат еден многу добар документарец, затоа што Гресини оваа година она као приказна од бајките, се појавува одеднаш, она као од пепелта се дига и прават тоа што прават и готово, значи тимот веќе се распаѓа, односно се менува комплетно, го нема, нели, ни возачот, ни моторот, како што, нели, треба и така натаму. Али тој моментум на се да се склопи, да се сврти коцката така како што треба, и енергијата што ја имаат во самиот тим и она среќата, баш буквално е многу убава таа приказна. И би сакал да гледам документарец на Надја да раскажува нешто. И на социјал медија објавите какви им се, мислам колку се откачени, колку се креативни на време глупости ќе прават и креативни се. Значи, тотално имаат улогата сменето, као, окей, ние сме сега забавниот тим, имаме шансата, сега сме во фокус, дај да извадиме максимум, сите не гледаат, ама тоа не значи дека ние не треба да уживаме во исто време. Да, се ќе кажам нешто што може на некој нема да му се свиѓа, ама јас таква атмосфера, такво однесување и на возачи, и на собственици, и на пиар и така натаму го очекував од VR46, извини, ама... Знаев дека ќе го кажеш. Значи, ако некој требаше да биде у тој фазон откачен и креативен, требаше они да бидат, ама може би пресериозно влегол целава приказна и самиот развод со Марко Безеки, малце мислам дека им се поремети балансот во тимот, пошто он им беше пулен од миленикот, претходно и Марини си отиде од тимот. И што знам, некако ова што го кажа за Гресини дефинитивно подпишувам со две раце дека е така и дека би било штета да не го направат таков тој некој документарец, особено од 2019-2020 кога
се раздвоија од Априлија, па кога едва и најдоа мотор Дукати им помогна за да продолжат, па меѓу време почина Агостини, Гресини, како се викаше? Не ми текнува. Собственикот, да. Паол, не знам, да, окей. Да, Паол Гресини почина и првата победа на трка им ја донесе Енеа Бастијанини. Значи тоа е неверојатна приказна, ова е како јаготка на шлагот сега што се случи со Маркес. Апсолутно да, имаш право. Знаев кога тргна у приказката дека ако очекував од некој тип дека ќе го кажеш VR46. Па нели? И интересно затоа што пази сега што се случува. Значи возачите се бунеа летово дека Дукати ја напушти својата стратегија да инвестира во млади возачи, затоа што подпиша со Маркес. Ама од друга страна па VR46 види сега што прави. Значи го има Диџија кој што не е VR46 Академи возач, кој што го ставија, кој што ќе го добие по новиот мотор, а од друга страна VR46 возачите, немам ништо лично против нив, да се разбереме, напротив, те ми се драги, ама во својот тим наместо да процветаат, тие пропаднаа. Значи, Морбидели се враќа затоа што му е многу добар другар на Роси, затоа што Роси нема кај да го остави. Па нема кај да иди, пошто Роси као дај се вози, ајде еве ти мотор, као ќе возиш оваа година, другари сме, не можам ја да те оставам без мотор муабетот. Не и се, мислам да не навлегуваме у тие детали, иако ми беше и се уште ми е драг Морбидели, меѓутоа сезона нема подраг, да, така. Тоа е тоа, мајстере, ме свекаш. Значи ти пројде времето очигледно, не е до моторот му беше 2020 дефинитивно на човекот, очигледно дека од тогаш навака е само кој е сега втор возач? А не, па Морбидели и Диџија ќе. Значи се добија нов мотор, што значи дека пуленот и днината оди надвор од таа, дели, као кул приказна, што не е лошо само по себе, ама стварно го нема моментот. Сега главниот пулен Бањаја е во друг тим, не е во нивниот тим. Во тој тим доаѓа најголемиот ривал сега допрва и така некако, знаеш, дури нема ни услови. Ама мислам дека тука големо влијание имаат и спонзори и борба за опстанок. Значи VR46 се уште се бори за опстанок. Сеќаш дека има сериозен проблем на пред почетокот на оваа сезона да го потврдат и да го обезбедат, да го кажат кој ќе им биде спонзорот. И мора да го земеме и тоа предвид, затоа што тоа ти создава еден притисок за целата атмосфера во тимот. Знаеш, кога не знаеш ништо е никаде, докаде, кога си под притисок да оствариш некои резултати, не ги знаеш договорите какви се во позадина. Ме сакаш, можеби договорите за подпишување на продолжување на некој спонзорски договор се врзани со некаков резултат, со возачи и така натаму. И тоа се сите работи кои што малце по малце придонесуваат многу за севкупната атмосфера во самиот тим. Така да, знаеш, жал ми мене, сакам да ги видам. И се работи за млади. Се работи за млади тимови, сепак да не забораваме дека се тоа тимови кои што се стари 3-4 години, и кои што баш како што кажа се местат уште коцките финансиски и организацијски и така натаму. Мислам дека многу им фали на VR46 присуството на самиот Роси, затоа што секогаш кога ќе се појави како што беше во Австрија, они се препородуваат и како возачи и како тим, што е нели тоа е поентата на тимот, затоа се вика VR46. Као што еве Надија Падовани Ивамово Гресини, она некако успешно плива во тие води, ги малте не родителски ги овакво ги наблюдува незините тркачи и се радува, дели со нив све живо. Значи таков човек си бара и во VR46 и во секој тим уствари си бара еден кој што ги води напред едноставно работите и дава смисла на целата приказна. Тоа сакав да кажам, уствари смислата на целата приказна. Да, ама не заборавај дека Извини. Не заборавај дека Роси се уште веројатно прави повеќе пари него самиот тим VR46, сам Роси. Па добро, не само тоа, него и он е се уште активен возач, нели се трка во ГТ и си има свој живот, нешто што го имал на пауза стајано цело време, сега чека второ дете и така натаму. Не може да биде на 100 страни, можда за 3-4-5 години.
Да, дали знаеш дека на мерчендайзот на Роси, на патека на MotoGP, еве официјално јас бев на Austrian GP, значи на Red Bull Ring бев да гледам во живо. И едно време мислев дури да снимам нешто таму и да пуштам, а викам, кој ќе се малтретира сега, нема значи уживав многу повеќе Да, 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 во да, целата да. атмосфера и во целата трка, не ми беше толку многу додено снимање. Значи, оние бутките за продажба на брендирана опрема, добар дел од возачите користат VR46 како брендинг од нивниот аперал, значи нивната облека, они им ги прават и им ги дизајнираат, особено италијанците. Знаеш дека едно од најбројните да речеме мајци, блузи, дизајни беше всушност со Роси, кој што го вклучува и колата негова, односно автомобилската негова кариера. Значи на MotoGP на штанд за VR46 и еден куп други возачи, една третина, ајде може не една третина, меѓутоа една половина од сите дизајни за Роси, пошто ги има се уште, мора да ги има, не толку многу што ги имаше порано нормално, ма мора да ги има. Една третина беа со ново лого, со кола на него, со кацигата негова, со 46-ката што ја носи денеска со коли. И дури не бев 100% сигурен, онака загледав, видов, не ми изделуваше познато и се подзамислив и баш се консултирав со син ми, пошто бевме заедно. И викам, дали она логото всушност со BMW, со боите на Роси од колата? Да. И замисли го тој момент, значи он сега на MotoGP трка си го продава бренд што е поврзан со автомобилизм. Затоа ти викам, не заборавај дека он е поголем и поише пари прави го сам. Како не, од таму почна и муабетите за влегување на BMW во 2027, па и дека можно е баш преку Роси да влезе, затоа што вози сега Роси за нив. И така натаму, што се веќе други некои теми, ама големината на Роси е незаменлива. Не може, тоа е феномен. Апсолутно, ми се допаѓа што го спомна присуството негово и како тоа влијае на нели возачите, дали совет, дали самодоверба, дали чувството во моментот дека тука е the big brother и така натаму. Значи да им помогне, меѓутоа стварно видиш, ајде можеби на овие прекоокеанскиве трки му е комплицирано и така натаму. Меѓутоа прашање е кога Роси ќе одлучи да го преземе тимот и да работи. Можеби некој голем спонзор, можеби некој голем договор, ако го натера да го обврзе на некој начин да го направи тоа, пошто не знам, можеби треба да извадиме на нас за статистика на сите трки кои што се појавил Роси оваа сезона, како што направиле возачите негови, вклучувајќи го и Бањаја тука. Да, види, ја не верувам дека некој може да го натера, освен сам. Не постојат пари на светот што може да ти го заменат времето, а он ги има парите, така да нема потреба некој да му го купува времето, едноставно кажано, он ќе го прави тоа што го прави додека ужива во тоа и после ако осети дека нема потреба веќе од тоа и пази, они има и проекти во Мото тројки па го згаснат. Значи жива материја е овој бизнис и не мора да значи дека нешто е вечно. Го згафна, затоа што сакаат се префрлат на MotoGP комплетно, пошто рекол дека немаме доволно ресурси и луѓе за да работиме на двата фронта. Да, ама ние зборуваме за Академија VR46 за нови возачи, уствари ги нема. Освен Виети, кој друг е? Да, и то Виети се брука многу година. Значи сите се веќе во MotoGP и тоа раштркани се. Нема нова генерација, да. Значи имаш во Honda, во Aprilia, во Ducati, Yamaha можеше да се деси повторно Морбиделли ако се вратеше у прамак Yamaha и таму да ги има, а и не им ни треба пошто Роси е амбасадор на Yamaha, покри тоа што вози за BMW и има Ducati мотори во неговиот тим, значи свестен човек е. Да се вратиме уште малце да не го заборавиме, извини. На Бањаја и на Арагон. Значи имаме една контрадикторна, контроверзна, скандалозна ситуација која што треба да разгледаме. Ниџо, кој е твојот тейк на целата ситуација? Значи 5 круга пред крај, Бањаја беше побрз, видно на моменти од Маркез, Алекс Маркез, но се случи тоа што се случи. Да, види мојот тейк. Значи, ако зборуваме дека некој рапидно, брзо го стига третиот, а знае дека вториот е над 10 секунди разлика, а првиот е уште дополнителни 5-6, значи 5-16 вкупно,
онда не гледам некоја логика дека можеше во тој момент да се претекне од таму каде што проба да го претекне. Меѓутоа, тоа е од фотелја стручњаците како нас. А кога си таму на патеката, најверојатно секоја отворена врата ти ја гледаш као црвено знаме пред бик и напаѓаш, едноставно тоа е во инстинктот, тоа е во подсвеста на еден тркач и така треба да биде. Со тоа што толку се тие деликатни ситуации, толку е, као што зборевме, и таа патека на нормална тркачка линија тесна, да не можеш баш од околу да претекнеш, него едноставно влегуваш, двајцата влегува во иста тркачка линија, просто кажено. Со тоа што ако јас треба да судам, нормален тркачки инцидент нема тука ни ово е крив повеќе или помалце, можеше да го избегнат и двајцата многу нормално, можеше Пеко да почека, или па можеше Алекс да одземе газ, ако гледаме од хеликоптер, ама они не се тркаат од хеликоптер, не гледаат, него се тркаат да во една многу специфична позиција, каде што си у десна кривина, целиот навален на десно и ти не гледаш баш од лева страна кој ти улетува со плюс 2-30 км на сат. Значи, кој возел знае дека не е баш така просто и едноставно за просудување и проценување, особено кога се работи за делови од секунда. Реакцијата е баш како кај тигрите, кај оние најбрзи животни. Мислам дека беше претерана и реакцијата на Пеко дека намерно додал газ Алекс Маркез, дека го слушнал моторот и така натаму. Па не, ако почне со такви паранои, онда нека му е со среќа идната година. Значи, кога ќе треба да вози покрај Марк Маркез, каде што Марк Маркез може лесно да му влезе под кожа. Значи, треба да се огради од треба да го заборави едноставно. Овој викенд му беше ужасен уште на припремите. Во саботата квалификациите му беа лоши, стазата каде што тргнуваше, тоа не е никаква конспираси теорија дека му се десило него на најпрљавиот дел од патеката стартуваше како прв и реприза имаше на двата старта, значи тотално му избега моторот, што е многу нормално кога возиш на таков дел од патеката. Треба да знаат сите дека тракшн контролот го исклучуваат за да имаат бољи грип на старт, значи не они тракшнот го користат во кривина, на старт никогаш не користат. И не може да ти помогне електрониката баш тука, колку што сите мислат као да е само газ да е, да. Да. Апсолутно се согласувам. Да, се слушаме. Тука сме на момент ми прекина, веројатно ќе се испрегла конекцијата. Апсолутно се согласувам. Значи, тркачки инцидент, стюардите на трката го прогласија тоа релативно брзо, ми се чини по завршување на трката. Наведаа дека се разговарале индивидуално со двајцата возачи, после деталните разговори, нивните искуства, секој од свој агол, пресуделе дека е тркачки инцидент. Апсолутно се согласувам со одлуката дека е тркачки инцидент. Ако сакаме да обвинуваме кој може бил покрив, кој помалце крив или виновен и така натаму, сепак може да имаме аргументи за двете страни. Значи, дека ја дури мислам дека Алекс Маркези не можеше да закочи или да одземе газ од таа. Ја мислам дека и не можеше да го види. Веќе беше касно, да. Значи, во моментот кога он стана свесен, веќе беа допрени. А тоа он беше влезен на десно во кривината, значи не излета оно патека, он малце подлабоко влезе, точно направи грешка на кочење, ама не беше он излезе на патеката па да се врати на тркачка линија. Он малце подлабоко влезе и продолжи да се го фати свиокот. А Пеко тука виде шанса и се пушти, значи најнормално секако. Значи добра беше шансата со тоа што Пеко побрзо се врати назад пребрзо, ми се чини. Мислам дека и он не сакаше да овој успори, него се мислеше дека веќе е доволно поминат за да избегне, за да го помине пред него, или беше уплашен дека ќе излезе на прљав дел од патеката и дека ќе изгуби контрола, па затоа побрза да се врати назад. Мислам и тоа е социјално легитимно. Напната беше цела трка, цел викенд, пак ќе кажем, и он едноставно виде отворена врата и проба да влезе. Значи нема тука што да му се земе на зло, едноставно се случи тоа што се случи. Да, сега можеме сите да збориме дека можел да почека на правецот, на следната кривина, на следните 2, 3, 5 круга ќе го претекнеше секако и ќе му избегаше. Али тоа е тоа се трките. На крај крајва и затоа се интересни, затоа што се луѓе, не се машини.
Апсолутно, да, се согласувам. Знаеш, кога ќе погледнеш, ние во бројни ситуации сме го виделе Пеко како покажува дека е сериозно цврст карактер, дека е Па, фокусиран, дека може да нема по испорача кул кога од најмногу него, да. треба Така и е. така натаму. И од тој аспект, значи кога ќе се присетиш, да си кажеш, чекај, како тој истиот човек сега не можеше да испорача кој што треба. Да, Ама кој ќе ги собераш на купче сите, петок лош, сабота уништена трка заради лош старт, у недела тргнува со лошиот старт со исто, значи губи позиции, брка да. напред да стигне, напред овие му избега. Значи едноставно више забораваш на тој Пеко А сконцентриран, нормално е, фокусиран. човечки е Значи тоа, да. он е више надвор од себе комплетно. Човек од крв и месо. Имаше уште една работа, значи Маркес со 23-ка ти бега напред 15 секунди, партали правиш од наредна година ќе ти биде тимски колега, значи многу работи се сега, да не се правиме, не е он, не знам, овакво на Тибет растен и така натаму, значи сепак се луѓе. Така е, се согласувам, се согласувам. Можда Дукати треба да ги седне и да им каже, дечки, ти бато Алекс Маркес, супер да што возеш трето место, меѓутоа има моменти каде што не треба да се вмешаш нити во борбата на Мартин, нити на Пеко, нити на Марк Маркес, истото да им го кажат Да. и на Диджија, и на Марко Безики и така натаму, Да, значи да. можда треба малце од тој дел да ги седнат едноставно, ако не им текнува самите тоа дека малце треба да повнимават, ама знаеш што не се тркачи. Памтиш Бастијанини кога возеше у Гресини, кога му претеше на Пеко страшно, а наредна година имаше подпишано за фабричка тим на Дукати. Значи чисто се бореа, Да, меѓутоа до последен здив. Нема тука праштање. Не знам од кого е таа изјава, некој да ви е стари F1 возачи Давид синистално ми ја повторува: If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racer driver. Тоа го кажа Сена и тоа во интервју со Стюарт, со исто тркач, колку беше, трократен шампион, и го праша малце, знаеш, она као провокаторски, као знаеш дека ти си возачот со најголемиот број на контакти помеѓу возачите во Формула 1 во последните 3-4 години, знаеш. И овој вака гледа и му вика, како можеш ти, вика, тоа прашање да ме постеш, вика. Ти, вика, од сите, вика, не смееш тоа да го постеш прашање, зашто си бил во истите ситуации. И каже ми, вика, кој има најмногу победи и најмногу пол позиции за истиот тој период, а не најмногу контакти, вика. Јас ако не осетам, и тоа го кажа, ако не видам празнина, ако не видам гап каде што треба да влезам, ја, значи више не сум тркач. И фала Богу што живееме во такво време на MotoGP, особено овој викенд, каде што за разлика од претходните викенди каде што се возеше нели во Формула 1 стил, нели сме зборувале дека мора секој круг да бидеш тачно у таа линија тркачка, на исто место да кочиш, на исто место да забрзуваш, значи тоа е веќе као од метроном, да си уклучил и гледаш некој клик-клак момент дека мора така да се вози. Овој викенд тркачки беше, ја би на секоја стаза би фрлал песок за да гледаме вакво тркање. Ако е до тоа тајната, мислам, стварно. Да. Добро, види, рака на срце немаше и премногу возбуда на крај. Ја не би сакал да гледам такво тркање од аспект на борба. Интересно беше во еден момент кога Педро Акоста го одби нападот или опасноста наречена Бред Биндер, да. Секоја Бред чест за Биндер, тоа. Леле Милер бидеше, Бред Милер ќе кажем за вас. Па добро, можеш да кажеш и едниот и другиот се позади него. Да. Значи, стварно Биндер делуваше многу побрз дека ја од Акоста и дека ќе го помине во било кој момент, онака кога сака. Така. И на крај успеа да одолее на тоа Акоста и успеа да направи разлика, така да знаеш, и морам да кажам, не знам дали го примети тој момент или само мене ми засмета, ужасна беше режијата на преносот. Ужасна беше режијата. После ги гледав и двојките и тројките, пошто гледав одложено вчера. Значи, промашување моменти. Океј, да, води овој напред прв 5 секунди пред него, ама позади имаше борби, имаше промени на позиции. Значи, имаше Квартараро у саботата, имаше еден куп други, не знам таму кој беа 7, 8, 9 место кој што се поминува, кој што ништо не даде. Значи, следеше таму, не знам кој требаше да помине.
не се сеќам се 8-9 место И некаде на беше. Кагами имаше добар резултат, И да. на Кагами така натаму и на крај 3 круга го следеше тој дуел и кога се поминаа го промаши. Викам, Види, аман, очигледно, да, си треба некој сплит скрин, треба нешто да има. Ако не можат, што викаш, баш да го предвидиш моментот, никој жив не може да предвиди момент, пушта на мал меѓутоа екран горе да, кај да, да, озда, да, да. ама го промаши и тоа, и таму го немаше тој момент, ме сега. Значи Не знам, и што беше и што беше најако после тоа најдоа кадар само онборд камера која што ништо не покажуваше на моментот на поминување. Ствари камерманите комплетно го има промашено изгледа. Можно, не, обично приметувам Многу на беше оваа смешно. трка, не приметив на оваа трка, Да, поише бе фокусиран на баш на тие разлики и на тоа што се случуваше во моментот. Што сега да кажам, да не забораваме сега, да не понесе еуфорија дека не знам, еве готово се ова е новиот кандидат за титула Маркес и така натаму. Не. Прошлиот викенд каде што беше ти пред прошлиот викенд каде што уживо гледаше Пеко како ги масакрира сите, претходниот во Силверстон Енеа Бастијанини се враќаше од некои си таму позиции и ги победи исто така двете трки, значи гледаме некој, па можеби едно од поинтересните првенства дефинитивно. Јас само што не предвидувам, очекувам дека ова трка ќе му даде на Марк Маркес еден морален буст, психолошка една предност и ќе извади уште поинтересни трки во наредниот дел од сезоната, со тоа што Мартини Пеко нема да му дозвола така лесно да се докажува како на оваа трка, ама ќе гледаме уште поинтересни трки. Јас така предвидувам. Дефинитивно сезонава е супер возбудлива, затоа што треба да изброиме колку пати се променија на прво место Пеко и Мартин. Така е, Значи, така тоа е. е работа, што Така е. не го имаме баш толку често во првенство. Не знам кога последен пат така се случувало толку често да се поминат, окей, сега под влијание и на саботните спринт трки, па нели тука се пореметуваат работите. Така. Би сакал да имаме трети, четврт надпреварувач за титулата, кој што ете полека, може би малку се доближуваат, ама мислам дека е нереално да се очекува трет контендер за Види, има уште 9 трки има и све е можно, мал кикс, мала повреда и многу се менуваат работите. Види, не сакам дека треба на двајцата главни надпреварувачи за титула да им се случуваат пехови, односно лоши викенди. Види, јас тоа го размислав се бале, утринава баш тоа го размислав и викам треба да е Пеко среќен што Маркес победи на овие две трки, пошто ако победеше Мартин ќе му избегаше уште значително повеќе. Да. Сега тоа може да се случи во наредните неколку викенди, да си одземаат едноставно победи еден на друг и тој што ќе биде најконстантен и најмалку ќе греши, тој ќе освои титулата, толку е просто. Интересно е пошто имаат двајцата некако ритам прво, второ или не завршуваат и сега одеднаш и двајцата почнуваат некако со осцилации. Да. Почесто сега притисокот, ситуацијата, од друга страна па интересна ми е конзистентноста почетна на Коста како падна, па сега пак некако под малце среќа ќе видиме дали тоа ќе продолжи, дали ќе го дигне Арагон за следниве трки, се враќа назад во некаков тип на посаглам ритм, пошто се изгуби комплетно и он изминативите 3-4 трки. Да, најверојатно оној меден месец каде што се редеа успеси викенд за викенд и каде што цело време ти викаат дека си супер и така натаму и резултатите го покажуваат тоа, малце не го размази, едноставно го стави во една позиција да секој викенд покажува нешто подобро и подобро, а подобро од второ место е само прво, за кое што очигледно КТМ не е спремен во моментов. И мислам дека се слагам дека ќе си продолжи во овој ритм да вози. Сепак Бред Биднер за мене е исто, ајде, до вчера зборевме дека е на ниво на Маркес, сега гледаме дека е испод можда нивото на Педро Коста, ама покажува моменти на брилијантност, особено на вакви лизгави патеки каде што се бори као Маркез на времето со моторот, знае да го пролизгува и така натаму, тоа му лежи и затоа и беше добар Бред Биндер. Ќе видиме на следната трка каде што има добар грип асфалтот и е сосема различен круг, не е лев, него е десен круг.
како ќе се однесува KTM-от или дали Априлија ќе се врати на место на KTM-от, како што овој викенд се изгуби Априлија во вакви услови. Леле И тоа е. Винјалес, мајко мила, мислам, ја стварно би му раскинал Винјалес си договор. се паркира, мислам дека на крај во Да, гаража, колку што примети. Да, да. По страмата Значи, беше. ја не знам KTM како го потпиша договорот со него за наредна сезона. Оке, се човекот е или горе или најдоле што може, нема средина кај него, или е пол позиции, победи или се откажува од возење. Али оке, тоа е друга приказна. Имаме друга приказна, ама кога сме кај Априлија, изминатиот период кога ги пропуштивме неколкуте трки, имаше еден момент брилјантен на Еспаргаро. Мислам, Еспаргаро имаше неколку добри позиции, дури и победа врзана летово. И прашањето ми е, викаш дека ќе се откажеш, се збогуваш со MotoGP и правиш резултати кои се топ 5 резултати, не свекаш. И тоа малте не константно, ајде, еве не скроз на 100%, ама 80-90% се ти у топ 5, не свекаш. Мислам, или тука некаде се бориш. И си кажеш, добро, мајко му стара, значи, ако овој се откажува, па шо возат други, бе, шо седат уште, не свекаш, како коментарите што ги имаше, како типа Морбидели и не знам, други, бе, свекаш, кажеш, добро, шо седите ви? Да, стајте место на деца, бе, свекаш, или кажете му на Еспаргаро, кога дај остани уште некоја година, свекаш, како појуси. Па Еспаргаро најверојатно е доволно паметен и свесен дека овој тим сега не е спремен за освојување на титула, како што ни он не е спремен за освојување на титула. Имаше неколку добри победи во кариерата, имаше пол позиции, изгради тим околу него, и нема веќе што да прави, што освен пари да прави, и затоа потпише како тест возач на Honda. Знаеш, се размислувам дали оваа сезона на Еспаргаро, што му е последна сезона, е подобра од последната сезона на Роси што е возаче. Па подобро е дефинитивно тука, немам споредба, да. Види, тоа јас Добре, годините се различни. Да, јас се плашев дека истото ќе му се случи на Маркез, што му се случи на Роси на крај на кариера, дека едноставно моментот на адаптирање на толку различни правила и еволуции на мотор нема да може да ги следи, ама покажа дека може да ги следи. Да не забораваме, тоа зборевме вчера, гледавме трка со пријателиве, со Миле и со Виктор Караколев. Крос возач, значи да, поздрав до нив. Пошто знам дека ќе гледаат. Да. Верната наша публика. Баш зборевме, викам, пази што извозе све Роси у негова кариера. Значи, од двутакни 500-ки до 990 кубика, па 800-ки, па 1000-арки, па електроника ваква, електроника онаква, гуми вакви, гуми онакви, па аеродинамика, дочека и аеродинамиката. Значи, зборуваме за едни луди услови каде што веќе не можеше да се снајде, што е нормално на 40 кусур години. И се тоа за респект, еве Маркез има некоја 7-8 години пред него шанса да направи нешто што најверојатно никој нема да го направи. Јас мислам, многу луѓе викаат, нема шанси да освои уште една титула, ја мислам дека има шанси уште 2-3 да освои. Ќе видиме. Ја мислам дека ако освои една, ќе освои повеќе од една. Па, јас мислам дека ако освои една, ќе освои уште една, така да кажем. Дека или повеќе, или ни една. Така некако ќе... Така, да, се слагам, да. Мислам дека баш до промената на правилата има шанси да направи таков подвиг. Да, после мислам дека веќе нема ни логика. Ептен ќе биде уште еднаш на ново, ќе има колку 36-7? 35-7, да. 33 има сега, мислам. Или 34. Да. Како и да е, мислам дека наредна година не чека едно лудило од сезона, ако оваа е интересна и уште поинтересна ќе биде наредна. Сакам две теми уште да отвориме, да ги зборнеме од она што се случи изминатиот период. Првата е што неколку пати спомнував, меѓутоа после еден легендарен викенд на Супербајк си одлучив сам за себе дека кога некој ќе ме праша веќе кој ми е омилен возач и за кого навивам, нема никој друг да спомнувам освен Петрук и чао пријатно. Дури решив дека ќе си
купам деветка и ќе си ја залепам на мотор на црвен Дукати, тоа е тоа. Сакаш? Без тетоважа не прифаќам. Не, далеку е тоа, далеку. Не. Значи, беше брилијантен, за малце, нели, нека ќе победеше, пошто попрак беше, како ти кажам, значи, оние вонземјанците што правевме муабет на времето у MotoGP, сега има еден у Супербајк вози, и Така е. едноставно досадно е. Сам секој му чест на човекот. Ама тоа, Петрукс, дека имаше брилијантен викенд, два пати второ и трето, како беше? Знаеш дека више изгуби Фриети, јас два пати второ или не, второ и трето беше, не беше два пати второ. Така. Али таа срчаност што има човеков и борба и многу ми е симпатичен што е емотивец и му се случи, нели, глупост што му се случи повреда на тренинг, од која што вика едва се спасив жив, едва е останав, се доискриви у фацата и онака е тепан, паѓан и така натаму. И она насмевка негова таква изморена која ќе му ја видиш, не може да не го сакаш човекот, е стварно. Има еден дечко романец на YouTube, релативно нов канал, може не е толку нов, ама ја од пред некој месец го заследив, прави видеа, документарни видеа за легенди во рели возење. Он е кросер и рели возач. Кранкит се вика профилот. Ке го ставам у коментар негде доле. Одлични видеа прави за легендарни трки, луѓе, мотори, пропаднати проекти. Сега изгледав еден многу интересен клип за KTM 950 versus H2, како си тоа BMW GS-от што бил рели на RC Зорг што го кршеле 2006-2005 година кога се надпреварувале. Тоа е на GS-от, ама рели верзија извадена. Со тоа големиот боксер. Ќе почнам да лобирам кај него во коментари, сакав да кажам да направи документарка една за Петрукс. Тоа ми беше мојот, за тоа го спомнав. За тоа го спомнав, пошто многу добри серии прави, дзирни го, вреди да се гледа. Тоа е едната тема, и втората тема што сакав да ја спомнам е ни се враќа Брн. Да, добра вест, добра информација. И возачи гледам дека и се израдува. Не знам зошто толку многу му се израдува на Брно, не знам на место која патека всушност ќе дојде. Дали наместо некоја доаѓа, изгледа вие што ги исподкажаа по тоа Азијата, некој нели што имаше овде. Да. Океј, мене ми е блиску, јас ќе одам дефинитивно. Јас ќе прво, ќе видиме. Да, се уште нема датум, меѓутоа се враќа Брно важи за патека на која што најголем дел Балканци може да си дозволат да. Да. Па добро, си треба на овој дел од Европа да има повеќе трки, ние сме некако до тука добацуваме најлесно, иначе у Шпанија или Унгарија е супер како опција, ама не се случи ни Супербајк годинава, не се случи и откажа. Мислам, ја откажа и Унгарија Панониа Ринг, не Панониа Ринг. Балатон требаше да се вози. Балатон, да. Супербајк и го откажа и него, воопшто не се ни случи. Така да тешко дека и MotoGP нешто наскоро поблиску до нас ќе дојде. Супербајк има во Турција, бе? Турција има. Тоа имавме, имаше на Истанбул Ринг и тоа беше баш добра стаза и не знам, мене ме чуди како покрај успесиве на Топрак, па и претходно на неговиот менаџер на Кенан и има доста 3-4 турци има сега во моментот во Супербајк. Па и во MotoGP Ончу заврши на на подиум, да. Трето место. Прв пат бе, да кажам, Ончу ми е исто така од омилените возачи. Да, не знам зашо ја запоставија таа патека, дали толку не условите се треба да ја обноват. До пред 2-3 години формула се возеше таму, сега веќе и формула не се вози. Не знам што е со таа патека, може го кажа да не ги забораваме мото двојките. Джейк Диксон победи на уште една трка, втора оваа година, покрај Силверстон, и тоа си ја победи убаво, онака доминантно.
да двојките да не бидам конфузен, значи завршија Джейк Диксон, Тони Арболино и трет беше Онџу. Значи Да. сите задоволни на подиум, сите среќни задоволни. Серджо Гарсија имаше една катастрофална трка, лоша, мислам дека не освои ни еден бод. На крај се повлече во бокс. Арон Канет падна уште прв круг, се утепа. Тотално се утепа, значи прво изгуби темпо, па после пробуваше да фати и се тоа на крај. Огура имаше добар ништо не пробив, излезе. од многу позади се врати назад, се врати на 8 Да, место, што е беше прелосно супер, да. окей, врз основа на тоа колку каснеше. Да, и имаше скршена рака пред 2 недели, значи у Австрија скрши дланка, е зглопна дланката и возеше сега, значи од што се направени овие луѓе стварно не ми е јасно. Не знам какво осигурување медицинско имаат и какви третмани прават. Значи стварно не ми е јасно, ти скршиш рака 8 месеци, 8 недели, ти реков ми рече ќе носиш гипсови лангети, ќе се оправаш, овие се враќаат назад, мислам, аман човече, овие од смртна постава се вратил за 5 недели на трка, мислам. Добро, мајсторе, што осигурување имате здравствено? Сакешко, дај реклама направите. И најверојатно не се лечат од државна болница, значи имаат и добар медицински тим позади нив. Во тројките беше исто интересна трка, како што кажа Давид Алонзо, тргна онака здраво мушки напред, меѓутоа Руеда кој што одбра потврда задна гума, успеа полека да доаѓа до врвот и на крај заврши као прв, тоа му е прва победа во класата, као дебитант е одличен резултат. Колин Вајер, холонјанецот, исто така заврши второ од нигде никаде, човекот исто покажува многу голема зрелост. Оваа година. Да, ама не, постојано е во врвот. Значи за тоа сакам да кажам, го пофали дека од нигде никаде оваа трка позицијата стартна му беше ниска. А сепак на крај успеа втор да заврши. И трет, кој беше трет са малце као од Мапет шоу станав, ама нема веќе. Да, Лука Лунета исто прв подиум. Значи збориме за успешен викенд на доста дебитанти на подиумот и Ончу прв подиум доби многу побрзо во мото двојке него во мото тројке се мачеше, секогаш беше на врвот па паѓаше, па пак на врвот па паќе па добро, ама големината, тежината него го јадеше, затоа и се премести у мото 2, мислам, да, и оној темперамент, ќе го кажам балкански, сепак е нели од овие краишта човекот. Со мафтање со раце, со нервози, со не знам што, мислам, видовме фенати со таков менталитет кај заврши, така да мора да се смени тој мајндсет дека не си единствена патеката и дека не се врти цел свет околу тебе. Апсолутно да. Апсолутно да. Ничо, ветуваме дека ќе бидеме консистентни од колку што се ќе дадат условите до крајот на сезоната. Да, ветуваме. Мене беше изненадувачки дека има уште цели 9 викенди во MotoGP, пошто некако уште многу ми се гледа, а е него каде е ноември, ама за разлика од минатите години не завршуваме на почеток на ноември, него негде при крај на ноември. Календарот. Да, ама ќе има многу бек-то-бек викенди и тројки врзани, 3 викенди уред и 2 поред Мизано ќе има доста такви маратонски недели пред нас. Така Али ќе се убациме со Супербајк, да не го запоставиме Супербајк, здравје, народна трка. Апсолутно, да. Значи имаме 6-8, 20-22, две една по друга. Ќе биде интересно тоа. Никој пат не сме немало во MotoGP два викенди на иста патека. Па имаше во корона годината 2020 кога не, да, тоа се други услови. Едно по друго, па немаше едно по друго. Да, имаш право, се ротира, мислам дека мада Австрија имаше Штајр, ако памтиш и Аеден Ринг беа, мислам дека беа едно по друго, не знам. Небитно, малце бесмислено е кој ќе иде на првата, кој ќе иде на втората трка, кој ќе купи карти за првата, кој на втората трка, на вториот викенд. Малце е чудно, ама тоа е на сметка на овие откажаниве трки кои што очигледно не биле ни од почеток спремни, ама ете парите влечат, те лажат парите, знаеш како вика. Надежта последно умира, надежта. Да. Така да, тоа е тоа. Океј.
Нешто помалку под 1 саат сме, кој ќе исечеме некои делови, можеби, Да. можеби не. Да. Благодариме на сите за вниманието. Сме кажале повеќе пати, ако случајно не гледате прв пат или успеате да гледате до тука, а не ви чини нашиот формат, не се обидуваме хронолошки да раскажеме трки, нема да коментираме од почеток да ви кажеме кој како победил. Ова се нашите изворни реакции на самото трка. Ја и Ниџо избегнуваме и во чет еден на еден да коментираме додека трае трка или вечерта после трките, за да не се испукаме, за да го снимиме ова што сакаме да го кажеме сега. Така да, ако мислите дека треба да е поструктуриран муабетов, ако мислите дека треба да имаме малце по хронолошки или по, како да кажем, известувачки пристап на почеток, да почнеме со официјално представување на победниците на ситуацијата на како се ката историјата на трката и на викендот, пишете во коментар. Може и ќе ве послушаме, кој знае, нас ова ни е возбудливо, ова не натера да почнеме да снимаме и за тоа тераме така. Ако нешто плюс, минус фали, тука сме да ви слушаме и за размислување. Секоја конструктивна сугестија е вредна за размислување и за разгледување секако. Ова значи дека се гледаме у теорија после Мизано, значи 8-9 септември, некаде тоа ќе бидат празници, може вие ќе спојувате викенди таму, па не знам дали ќе се враќате, нема да се враќате и така натаму, ама поздрав од мене, Ниџо, уживај. Поздрав и од мене, да. И се гледаме во следната прилика. Се гледаме. Поздрав. Чао.